за осветлување и за загревање, така? Да. We use energy in home, at home to... Ајде од фикичките видете, with what do we heat water? With what energy source? Извините малчичко, ќе ве слушне наставничка. Постапки и помош на настрадала на устроено за да не настрада и тој. Прво треба електрички да се изолира од ако во бензина нема таква подлога, повредениот и проводниците од напор не смеат вирусот да се отвира. Не се го почна да струја, затоа што пренесна на течка. Сега обојувајќи, ајде. Вие, да не деламе да разбира човек. Може да ги камо директно. Чиј телефон пеја? А маш ми најдеме на еднаш телефон некој пеја? Не. Што трајче беше мислам? Не, што деца не. Директорке, денеска во основното општинско училиште Никола Карев во нашиот град се спроведува една значајна активност, односно дел од еко-проектот, па можете ли да ни кажете за каква активност станува збор? Да, ние во еко-проектот, интеграција на ова образование во наставата, сме вклучени веќе втора година, работиме на тој проект. Наставниците сите имаат испланирано наставни содржини во нивната програма за работа во текот на целата учебна година, но дополнително во соработка со Министерството добиваме и денови на акција, кои што ги вметнуваме дополнително, така да денеска организираме ден на акција заштеди електрична енергија. И заради тоа сите наставници има предвидено денеска на часовите, почнувајќи од 1 па до 8 оделение, да реализираат една таква активност, за да го одбележиме овој ден во чест на развивање на свеста за штедење на електрична енергија, кај учениците најмалите, па понатаму и кај сите останати. На часовите се реализираа најразлични активности со цртање, илустрирање, пишување, изработка на наставни листови, па презентации, но овие активности не завршуваат тука. Наши ученици заедно со наставничката координатор, избрани во екопатроли, ќе учествуваат во поделба на флаери за граѓанството. На тие флаери изработките се лични од учениците, со нивни пароли и укажување на кој начин треба да ги штедиме електричната енергија и сите други ресурси кои што знаеме оти треба да ги штедиме и се многу значајни за секојдневниот живот. Така да во училиштето активностите успешно завршија. Јас се надевам, сега се веќе учениците излезени, се надевам дека сите останати активности ќе завршат во најдобар ред, онака како што испланирав.
И учениците се задоволни од овие активности, сакат да се вклучат во дискусија и заеднички испративме порака сите тие нови научени или подсетувања од денеска да ги пренесат и дома во семејството на браќа, сестри, родители и сите останати. Учениците од ова училиште исто така беа вклучени од она што нашите камери можеа да забележат и во одбележувањето на деновите на штедењето, а можете да ни кажете во тој контекст каде бевте вклучени, каде се вклопија учениците во овој дел? Да, во месецот на штедење октомври нашите ученици добија покана да учествуваат со ликовна изработка на тема штедење, детско штедење поточно. Беа вклучени 5 оделенци и учествуваа со своји цртежи и изработки, но имам известување од Тутунска банка дека било и отворено конкурсот и за граѓанството. Така да нашето училиште се вклучи со цртежи во оваа акција и можеме да кажеме дека сме задоволни дека бевме присутни на отварањето на изложбата во Тутунска банка во Скопје. Таму од 1000 пристигнати цртежи кои што беа изложени, имаме наш ученик од второ оделение Емир Назимов, добитник на штедна книжка со денарска вредност и диплома за тоа. Исто така, наши ученици на покана од Стопанска банка беа во Стопанска банка заедно со наставници да ја видат работата на вработените таму, да ја почувствуваат и се ги одбравме 8 оделенци заради тоа што тие веќе треба да размислуваат и што понатаму со нивното образование. Можеби некој ќе сака да одбере некој таков профил, односно професионалната ориентација веќе да ја изградуваат, на кој начин или во кој правец ки им оди. Сме задоволни од тие активности и кога имаме соработка, кога навремено соработуваме, се вклучуваме во тие добронамерни акции. Така, во организација на Министерството за образование, учениците од 7 оделение минатата година, односно дел од учениците беа вклучени во бесплатната екскурзија која што организира ова министерство, насловена како мултикултурен автобус или дружење, екскурзија на еден начин. Дали секако и ученици од вашето основно училиште се вклучени во оваа екскурзија која се реализира годинара? Таа екскурзија требаше да се реализира минатата учебна година во соработка, односно Министерството ја реализира во соработка со ЕЛС. Но од оправдани причини се пролонгира и се реализира сега, на што сме многу задоволни. Имаше критериуми по кој основ треба да бидат избрани учениците, од кои училишта, колку ученици, колку наставници. Сето тоа уредно го пријавивме и се реализираат екскурзиите. Во првите 2 екскурзии што се реализираа во месец октомври, наши ученици беа присутни по тројца и наставници исто од нашето училиште. Тие се многу задоволни од она што го посетија. И третата екскурзија се реализира, тогаш немаше присутен наш наставник, значи се во координација со Министерството, но децата беа задоволни од она што го виделе и од дружењето. Четвртата екскурзија и последна што ќе биде, ќе се организира од 9 до 11 ноември и потоа ние планираме да направиме една заедничка средба сите ученици за да добијат една представа за она што се случувало на екскурзиите, односно да им се пренесе целта од таа екскурзија. Целта беше дружење на учениците од различна етничка припадност и во самите критериуми на сам почеток ни беше укажано дека при изборот на учениците треба да внимаваме да бидат лидери, да можат она што ќе го видат да го пренесат на учениците во паралелката, сигурно да бидат одлични ученици, да бидат од различна полова застапеност и различна етничка припадност. И сега во екскурзиите кога се враќаат, се многу задоволни и ги кажуваат нивните доживувања од посета на џамија, посета на црква, посета на училишта кои што се домакини на тие средби, од ученици кои што учат и на албански, и на турски јазик, едноставно запознавање на културата од другите етнички заедници и дружење на учениците, значи детство, дружење без граници. Ова на еден начин ги поттикнува и учениците еве да бидат најдобри, да се покажат во најдобро светло. Сметате ли дека и оваа година имате ли одредени сознанија дека ќе биде одржана ваква или слична екскурзија? Бесплатна сега. За сега немаме сознание, но сепак оваа активност, овој проект од Министерството е за пофалба. Се задоволни и родителите, и учениците, ние како училишта. Значи, убаво е да има такви дружења, такви проекти.
Знаеме дека целта што се поставува е многу значајна и прифатлива од сите и таа кога се постигне целта на крај, тогаш задоволството е заедничко за сите. Учениците од основното училиште Никола Карев, вклучени секако во фудбалската екипа на одржаниот турнир во мал фудбал по повод празникот на градот 6 ноември, го освои првото место. Колку се задоволни и од овој постигнат резултат? Јас сум многу задоволна од овој резултат и го очекував на еден начин. Многу пати сум кажала и пак ќе кажам дека спортот во Општинското основно училиште Никола Карев не застанува, не почнува сега, не застанува, туку е процес кој што континуирано трае. Спортувањето е постојано. За среќа имаме услови за развој на спортот и одржување редовно на сите часови по физичко и здравствено образование, работењето на изборниот предмет, изборен спорт и секциите. Така да сме задоволни од условите што ги имаме и од работата на наставниците, а многу сме задоволни од резултатите што ги постигнуваат учениците. Овој пехар многу ни значи и начинот на кој што ни беше даден на таа значајна манифестација, благодарност до сите и до градоначалникот на општина Радовиш, еве за овој убав поклон што ќе ни ги краси овде просториите во училиштето. Госпоѓо Николовска, еве заедно со учениците од основното училиште Никола Карев, веќе сте на плоштадот и реализирате дел од кампањата за штедење на електрична енергија како дел од екопроектот. Па можете ли да ни кажете кои активности ќе ги реализирате денеска? Значи, во рамките на проектот интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, граѓанското здружение ОХО во соработка со Министерството за образование на Република Македонија организира Светски ден за акција. Се мисли на еколошка акција. Так. На сите училишта ни беа дадено можности што да одбереме како акција. Ние како од клучно значење, особено важно, одбравме кампања за подигање на јавната свест кај граѓаните, а и кај учениците во нашето училиште за заштита на енергија. Ние нашиот проект го нарековме енергијата вреди да се штеди. И како што гледате, децата работеа активно, изработивме флаери, кои што флаери денес учениците ги делат во местното население. Ова се овие флаери. Да. И овде има упатства како да се штеди енергија. Тоа го за подигање на јавната свест на населението. Овие флаери им ги давате на граѓаните, така ли? Така, на граѓаните. А во училиштето, затоа што акцијата за подигање на свест и учениците, секој наставник во рамките на својот предмет изготвуваше пораки за заштита на енергија, цртежи, зависно од возраста и на учениците. Пораки, илустрирани пораки, цртежи, состави, песни. Па изработивме и повеќе флаери кои што ќе ги изложиме во холот на нашето училиште и од нив, од сите флаери, одбравме најдобар и тој ќе го поделиме. Значи, целосно сме ангажирани за да ја успешно да ја реализираме оваа акција. Да. Покрај на плоштадот, дали еве дел од учениците ќе се упатат и во други институции за да ја реализирате оваа активност? Да. Дел од учениците ќе се упатат кон собранието и дел кон судската зграда и таму на луѓето што се на работа, што нема прилика да бидат на плоштад, додека ние реализираме ситуацијата, ќе им се поделат вакви флаери на ИФ. Исто така. Да, благодарам. Може да сликаме. Дајте апаратот ти кој е? Представи се, Јас сум Марија Марсулова. Така, кој оделение си? Јас сум 8 оделение. И ти си вклучена во овој проект? И јас сум вклучена во проектот на училиштето. Да. Која е вашата задача и улога еве денес? Нашата задача е да ги разделиме овие плакати со цел да дадеме свест на јавноста дека треба да заштедуваме енергија. Да, ти веќе си запознаена, верувам, со начините на заштеда на електричната енергија. Дали еве им даваш одредени упатства на твоите во семејството со единствена цел еве да ги применат истите правила? Да, за некои. За некои, да. Колку ученици сте вклучени? Мислам дека сме вклучени околу 20 на ученици. И сметаш дека добро се реализира до сега, да? Да. Примаат ли секако граѓаните, земаат ли од овие флаери? Зависи, некои граѓани не послушуваат, некои едноставно ве одминуваат. Има ли и такви? Да. Благодарам.